Граѓаните на Кочани избраа иднина на мир, единство и просперитет, наместо омраза и поделби. Сплотени и обединети, само така градот може да тргне по патот на развојот и напредокот, порача новоизбраниот градоначалник на Кочани Владко Грозданов од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Само еден час по затворањето на гласачките места, Грозданов прогласи убедлива победа. Со 1454 гласа повеќе го порази својот против кандидат, независниот Венко Крстевски. Ова не е моја победа, ова е победа за нацијата, ова е победа за сите нас. Од утре продолжуваме сите заедно, продолжуваме кон нови просперитети, продолжуваме за иднината за повторно раѓање на Кочани. Со изборот на Грозданов, кочанчани не дозволија да поминат обидите предводени од опозицијата, пред се од СДСМ и Левица, да ја злоупотребат една од најголемите трагедии во поновата историја на Македонија. Пожарот во кој загинаа 63 млади луѓе. Тие покажаа зрелост и спречија нивната болка и тага, некој да ја искористи во политички цели. Во вториот круг од локалните избори во 6 општини на истокот, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои уште 3 градоначалнички места. Во Виница со 1129 гласа повеќе победи Митко Костадиновски, додека во Чешиново Облешево довербата од граѓаните ја доби Јорданчо Костадинов. Во Пробишти пак кормилото повторно го презема веќе искусниот Тони Тоневски. Тој беше градоначалник во 2 последователни мандати. Го порази Драган Анастасов од СДСМ, кој беше градоначалник на Пробишти во изминатите 8 години. Среќен сум што конечно ВМРО ДПМН повторно има свој градоначалник на сите граѓани. Ќе оправдам вашата доверба, ќе бидам прв од вас што ќе се бори за сите убави работи што треба да му се случуваат на Пробишти во наредните 4 години. И таа победа сакам да ја посветам на сите мои сограѓани. Ова е поттик за мене да работам силно и посветено за иднината на општината, ќе бидам сигурно успешен градоначалник. Во Зрновци нов градоначалник е Ванчо Митев од СДСМ, кој победи со минимална разлика од само 12 гласа. Во Македонска Каменица довербата од граѓаните ја доби Сонја Стаменкова од СДСМ. Таа е единствената жена градоначалничка во источниот и југоисточниот регион.